Попладневно пукање на партизанска вчера, кои се сторителите за полицијата не е познато, но според министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, безбедноста на граѓаните е зголемена, откако според неговите зборови од власт заминале бандитите од ВМРО ДПМН. За вчерашниот инцидент во дневниот билтен на полицијата пишува само што се случило во близина на трговскиот центар Лептокарија, но не и дали на полицијата и се познати сторителите. Одговор на ова прашање Алфа се уште не доби од Министерството за внатрешни работи. На 28.2.2019 околу 18 часот и 35 минути во СВР Скопје било пријавено дека на булевар Партизански одреди во близина на трговскиот центар Лептокарија имало пукање од лица кои биле со две возила. Веднаш се упатени полициски службеници и извршен увид. Траги од крв не биле пронајдени, а нема ниту пријава за повредени лица. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Уште еден вооружен инцидент вчера се случи во струшкото село Поум, кој за жал заврши со смртен случај. Осомничениот за убиството од кого прво пукал во убиеното 23-годишно момче и неговиот 46-годишен татко се дал во бегство, па потоа сам се предал во полициската станица, соопштуваат од основното јавно обвинителство Струга. Осомниченото лице започнало да пука, најпрвин со пиштол, а потоа и со ловечка пушка, при што сега починатиот е смртно погоден, а неговиот татко се стекнал со тешки телесни повреди. По извршување на делото, осомничениот се дал во бегство, за подоцна самиот да се пријави во полициска станица. Вчерашното пукање на партизанска не е единствениот вооружен инцидент каде сторителите не се достатни за органите. Во бегство е убиецот на фудбалерот Мартин Јанушев, еден од осомничените за убиството на младиот Никола Саздовски Саздо, а не познато и каде се сторителите на двојното убиство на Рузвелтова.